Невработеност, дискриминација, лош здравствен систем се само дел од проблемите со кои се соочува ромската заедница во Македонија. Има представници кои не представуваат несоодветни, необразовани. Дали ме разбирате? И не може некој да ги бара правата на ромите кога е необразован. Гледате, пратени кам да барам. Еве, јас сум дипломиран политиколог. Знаете што ми има направено претходната влада? Така ме наместија и ме затворија и од работа ме извадија. Значи, правосудниот систем воопшто не функционира. Не функционира. Што да кажам јас, значи, интелектуалец, познавање на 2-3 јазика и ме дискредитираа заради Амди Байрам и ред други луѓе бидат со него власт. Државата е како една фамилија. Ако не знаете семејство да си го водите, не знаете ни државата да ја водите. Што можам јас сега да направам? Ја не можам себе си да си помогнам, камо на државата. И не случајно само за ромите. Конкретно што сакате за ромите? Ви реков, во сите сфери. Образование, значи, здравство, култура и се така натаму. Се, не можам да ви кажам, од секојдневниот живот сите проблеми ги има. Најкризниот момент, ушутка моментално, од секогаш, ова главна улица што не е во ред. Значи, не може да се оди, а камоли коли да поминат. 2000 социјален случај. И што ќе направи со 2000? А вели плата просек 30.000. А кој е тој просек? За кого е просекот? За тој што зима. Тој зима 600 евра, а овој зима 100 евра. И просек. Не може така просек. А тој работи како работник, заработува 3 пати повеќе од тој што седи в канцеларија и сега исто е. Ако е веќе таа држава која ја рачуна дека општина е социјална, со неколку посто, со социјален случај, зошто тој социјален случај не го определува како што треба за ромите? Го изоставува. Замачкува очи некако. Децата не се пријавени тука, колку да има лица фантоми тука. Децата болно сака да го носиме болница, не можеме. Затоа што нема ништо, затоа што нема извод. И треба на приватна, ако има пари ќе плаќаш, ако нема пари што ќе правиме тука? Гледај како што гужва тука има. Никој ништо не прави, никој евиденца нема. Брајно. Нема врска роми, албанци и македонци, сите сме исти. Власта треба да се грижи за нас, за сите. Има многу школовани роми. Што значи, ја гледат роми, ај вика, овие не знаат ништо. Пошто јас сум албанец. Живеам тука 34 години. Значи, имат култура како и другите што имат. Меѓутоа не водат грижа. Македонија е мултиетничка држава. Така е. Зошто нема еднаков третман кон сите заедници кои живеат во државата? Па тоа го прави политиката, иначе народот не го прави. Значи, народот сака да опстане, да има работа, живот, со живот, тоа е. Политиката го прави својата. Секој од нас има своја звезда. Каков е животот во Шупка? Добар. Па сега ете ќе не вработуваат, така обеча и новата влада. Дека ќе ги вработуваат сите. Кога се работи за изборите, тогаш се сите потребни. Од сите националности, сите гласови се потребни. За секого. Лажат. Кој лажа? А? Државата. Не ти дава твое право, бре. Не ти дава твое право и затоа. Не води државата грижа за ромите? Не, никој. Кога идеш, оние си уживат, си пушат цигари доле. У социјално. Уште ти се дерат. Агресивни бидуваат. Све ајдуци се. И јас за ова држава не ја рачунам. Све мислам да се лопови. Кажете све. Секој ден е вака. Секој ден е вака пушува. Од 10 сат, од 9 и пол пушува. Секој ден закочено е вака. Да. Ајде, Да днешните На меѓуте е презиба нешто, ме кама слабо.
Од каде сте вие? Маки Експрес превоз, линиски превозници кои одржуваат линијата 19 и 20. Сега сме дојдени да ја констатираме состојбата, затоа што нашите превозници секој ден се јавуваат, немаат услови да одржуваат линиите. Често до градот Скопје се обраќаме, до секторот за сообраќај, до ОКЦ центарот, кој го контролира сега електронскиот систем за наплата, меѓутоа сите се глуви на оваа ситуација. Ромите кои живеат во Шутка преживуваат од ден за ден. Живеат на работна екзистенција, само со социјална помош. Едва и го прехрануваат семејството, а пари за други трошоци кои се неопходни нема. Велат работа не може да најдат, па се снаоѓаат како знаат и умеат. Дел од нив мигрираат во западноевропските земји, како Германија и Белгија. Во земјава нема регистар за лица со кои ќе се евидентира кои луѓе немаат лична идентификација, со цел така наречените фантоми во државата да добијат документи и да бидат внесени во системот. До сега не е обезбедена вистинска инклузија на ромите, поради што оваа заедница останува најранливата и најмаргинализираната. Сведоци сме на дискриминација и навреди секојдневно во однос на одредени институции, во однос на одредени области кои ги засега ромската заедница. За да почнеме ние да ги надминуваме предрасудите, треба да започнеме од потесното семејство. Како ние ги воспитуваме нашите деца во однос на тие што се поразлични од нас, а во моментот зборуваме за ромската заедница. Значи, така не се воспитуваат децата. Не можеме ние да кажеме, знаеш што, за да нашето дете јаде или руча, треба да кажеме, знаеш што, ако не јадеш, ако не го изедеш ова, ќе дојде циганката, ќе те земе или ќе те украде. Мислам дека првично треба да започнеме од тука. Како ние нашите деца ги воспитуваме, колку треба да ги почитуваат и да имаат соживот со поразличните од нив. За жал, ромите се уште трпат и дискриминација, и предрасуди, и навреди. Вие сте сведоци колку пати само сме пријавувале одредени ситуации на дискриминација, на несоодветен пристап, дали се работи во однос на здравствени услуги, во однос на образовни услуги, во однос на домување, вработување. Неслучајно ние како граѓански ромски организации работиме на подигање на свеста кај нашата заедница, за да не дозволува некој да им ги купува, продава и да манипулира во однос на нивните гласови и да се сетат токму само кога имаат политичките партии интерес да допрат до нив и да ги видат и да ги прашаат што е тоа што ви е потребно, кога години наназад сме свесни дека ништо не направиле. И сепак повторно манипулација. Тој момент го искористуваат одредени политички партии. За жал и самите ромски политички партии. Дали се менува свеста кај граѓаните во однос на дискриминацијата кај ромите? Вие неодамна имавте еден инцидент во едно кафуле каде што беа вашите колпортери избркани. Да, се менува секако. Тоа го гледаме, делом нашите продавачи се роми, младенци кои што порано сме биле навигнати да ги среќаваме на улиците, подавајќи раката и барајќи пари. Меѓутоа, во овие 6 години, веќе 6-та година од сега до сега, тие голем дел од нив се веќе свесни за тоа дека тие работат, дека нивниот процес е ист како на сите луѓе кои што се вклучени во некаков работен ангажман. И тие самите знаат да ни алармираат и на нас, да ни кажат дека некаде не ги пуштеле да влезат, меѓутоа дека луѓето биле културни, им рекле извинете, меѓутоа не можеме да ве пуштиме во моментов, имаме приватен настан, или им кажале нешто друго, нешто поинако, им кажале дека пред 5 минути влезе друг продавач, па не можеме сега да ве пуштиме. И тоа е во ред. Сите кафулини ресторани си имаат своји правила кои што и ние сакаме да ги почитуваме. Меѓутоа, дискриминацијата не сакаме да поминеме преку неа и гледаме да биде да ја најавиме, да ја посочиме и да се работи на нејзино елиминирање. Свесни сме дека тоа е процес и дека како што од на почетоците беше многу тешко да им кажеме на продавачите дека можат таму и таму да отидат и да продаваат без никакви задршки. Свесни сме дека сега тоа е многу полесно, затоа што пред се ја гледаме таа двонасочна комуникација. Публиката самата сака да ги види продавачите, самата сака да направи моабет со нив и самата сака да учествува и во тој инклузивен процес. До сега, веќе сега го правиме 30-тото издание на списанието, така што очигледна е таа промена и кај публиката и кај продавачите. Значи, ако на почетокот им беше тешко да се срамеа да продаваат, сега веќе самите
секако звезди. Буквално кажуваат, јас сум таму и таму звезда, имам пријатели, мене сите ме знаат таму, мене ми е многу пријатно да работам таму, затоа што немам никакви пречки. Поради долгогодишните и генерацијски ставови дека овие луѓе се тие кои што може да ти украдат нешто, овие не се. Ние многу работиме на промена на таквите мислења и на промена воопшто на свеста на луѓето дека сите луѓе се еднакви и дека тоа мора да го сватиме. Нашите продавачи, најважно за нас е што нашите продавачи тоа го имаат поминато некако, го имаат сватено дека некои луѓе едноставно многу повеќе треба да бидат во допир со инклузивни програми за да сватат дека и тие се исти еднакви со нив. Така што тоа е процес кој што трае, кој што не е дека сега се случило па сме работеле на тоа и овие луѓе се промениле, а овие не може да се променат, сите може да се променат и затоа зборуваме дека биде дел од таа промена која што го движи општеството и лице в лице практично е дел од таа промена која што го движи општеството напред. Образовната инклузија како решение за справување со сиромаштијата, неписменоста и злоупотребата на децата и нивниот труд е вистинско решение за секоја држава, вклучително и Македонија. И тука Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование мора заедно да имаат соработка и да дадат се од себе. Социјалната инклузија е да се покријат семејствата кои исто така не можат да не се вработени, не се доволно образовани. Тој трансгенерацијски начин на обезбедување на средства преку питачење или продажба или собирање на секундарни суровини мора да се прекине, мора да се работи со семејствата, кои многу често и тие самите ги злоупотребуваат собствените деца заради екзистенцијални потреби, да им се обезбеди еден групен дом, каде што ќе можат кров над главата, да државата обезбеди за овие ранливи категории на семејства и да биде барем еден од семејството вработен. И тогаш центрите за социјална работа ќе имаат вистинска работа да следат семејството, дали се остварува квалитетно родителско право, дали се вработувањето и средствата кои ги добива вработениот соодветно се инвестира во образование, во социјални потреби и воспитни на детето и на тој начин ќе го решиме проблемот и со сиромаштија, и со злоупотреба, и со неписменост во Република Македонија, но за тоа бара и буџетот да отвори повеќе можности за оваа ранлива категорија на деца и родители. Ромите помеѓу инклузивноста и сегрегацијата. Во ова издание на емисијата, мој соговорник е министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска. Ви благодарам што издвоивте време за разговори покрај набиената агенда. Моето прво прашање до вас е: до кога ромите ќе бидат граѓани од втор ред? Ако ме прашувате да одговорам конкретно до кога ќе бидат граѓани на втор ред, се дека не успееме, како и сите останати граѓани, да ги вклучиме подеднакво во општеството. Тоа значи да им понудиме еднакви услови за образование, иако по закон ги имаат, сепак треба да обезбедиме мерки кои што ќе ги поттурнат еднакво да ги користат мерките за образование, за вработување, за домување и така натаму, здравствена заштита, затоа што навистина нашето општество, создавајќи голема разлика помеѓу оние кои што имаат и оние кои што немаат, се создаде една група која што не може да пристапи до основните нивоа во нашето општество. Тоа е дека не може да си обезбедите да одите во училиште, затоа што немате место каде да живеете, да се избањате и да изгледате соодветно како се на училиште, затоа што наставничката во исто време ве исклучува. Центарот за социјална работа не сака да соработува со вас, затоа што тој се чувствува дека има само потреба од исплата на социјална парична помош. Нешто е сгрешено во нашето општество. Јас како социјален работник тоа го тврдам, не било така и целиот систем наш државен памти дека Македонија била социјална држава и давала можност на секој подеднакво да се вклучи. И тогаш имало маргинализирани групи, исклучени групи во многу помал процент. Но денеска, навистина со таа разлика помеѓу богатите и сиромашните, се создадоа поголеми групи на граѓани кои што се незадоволни од одговорот на системот и немаат пристап до основните права кои што им следуваат по закон и устав. Министерке, до кога ќе бидеме сведоци на политичка бајрамизација? Со секоја промена на власта се ветуваат многу работи за ромите. Пред избори само на партиите им текнува дека ромите се важни за македонското општество, а потоа ги забораваме. Јас не сметам дека е тоа така во оваа влада. 2017 година, последните 6 месеци од 2017 не беа изборни. 2018 година не е изборна година. Јас работам интензивно од првиот ден кога сум седната во Министерство за труд и социјална политика за унапредување на правата и услугите за ромите во Република Македонија. Знаете, немаше ни еден друг претходен министер кој што системски понуди решение за лицата без документи. Какви права, каква инклузија
Ке зборуваме кога немаме основен стартен документ за влез во системот. За 3000 лица веќе тече огласот во управата за матична евиденција, ќе си има посебен регистар и ќе ги остварат сите законски права како и другите граѓани. Се спрема и закон за вонпарнична постапка и владата го усвои тоа. Никој не ги смести лицата под кале и не ги заштити, иако ветуваа многу. Но ние тоа го направивме уште во првиот месец од нашиот мандат. Ги сместивме во институција, добиваат еден топол оброк, нивните деца се вклучени во дневни центри и се обидуваме да ги активираме на зелени работни места или оние што се собирачи на отпад да добијат некакво формално вработување. Рицевите не само што ги ставаме во функција како што треба да служат на граѓаните, а не на политичките партии, туку пробуваме да ги внесеме во центрите за социјална работа. Тие да бидат медијаторот помеѓу ромите граѓани и центар за социјална работа. Зошто? Затоа што треба да се представи ромската култура и да вработените во центрите за социјална работа ги прифатат еднакво како другите граѓани и како досега, затоа што имаме навистина одбивање и дискриминација. И тоа се обидуваме ни сите чекори мерки кои што ги правиме. Во 2018 година се потпишаа договори со градинките. Повеќе од 500 деца роми ни се вклучени во 18 општини чинам во Република Македонија се вклучени во градинките, затоа што вие ако не ги вклучите од основното од предучилишното образование, тогаш вие ги губите понатаму во системот. Така да ние со сите наши напори се трудиме да во делот на социјална заштита кажувам. Но исто така гледате што се случи со Министерството за здравство и тие направија програма која што вклучува деца, приматели на деца од семејства кои што се приматели на социјална парична помош да се ослободени од болничко и консултативно специјалистичка дејност во здравствените установи. Ова ако зборувате со ромите, ова е огромна придобивка, затоа што имаше многу семејства кои што викаа, јас размислувам дали да го однесам детево на лекар, зашто немам како да платам. Ќе ми ја земат книшката, ќе ми ја земат личната карта, не може да се пријавам во агенција. Тој товар сега ги растеретивме. И затоа не сметам дека ова влада никако не спроведува политики како претходно, да ги злоупотребува ромите пред избори. И тоа го покажувам со дела. 2017 втора половина не е изборна, 2018 не е изборна година, а ние интензивно спроведуваме политики кои што се во интерес на нашите сограѓани роми. Дали, колку и на какви позиции има во Министерството за труд и социјална политика вработено луѓе од ромска заедница? Навистина можеме да кажеме дека на убави позиции во Министерството имаме и тоа се мои блиски соработници. Едната е раководител на сектор и тоа е за техничка подршка моја. Навистина ја ценам и тоа е господја која што е административец долго години и придонесува за имплементација на декадата и стратегијата. Имаме државен советник која е ромка исто така, која што работи на недискриминација, законот, еднакви можности и така натаму. Имаме уште доста роми кои што се вработени, дел раководители на оделенија, дел оние што се државни, не се тие државни советници, туку се советници во хиерархијата, тоа е едно ниво подолу. Така да навистина имаме луѓе кои што не само заради тоа што се роми, туку затоа што се капацитетивни, квалитетни и посветени на работата, се блиску до мене и заеднички ги спроведуваме сите овие активности. Министерке, денес е и Народниот ден на детето. Имате ли евиденција колку ромчиња се шетаат низ скопските улици? И питачат. Видете, од јануари до март евиденцијата е дека се ново идентификувани 21 лице, но тоа е како да ви кажам, движечка категорија. Тоа не е фиксна категорија. Затоа што тие се движат од еден град во друг, едно. Втора работа, голем дел од нив излегуваат од државата и заминуваат во странство. Дел од нив се враќаат во државата од странство, како баратели на азил кои што ги вратила третата држава од каде што заминале. И не може никогаш да идентификувате точна бројка, но не станува збор само за бројката. Станува збор за тоа што со овие деца. Сите велат, Мила, време е да ги решиш децата на улица. Да, одлично. Да им ги тргнам на луѓето, да не ги гледаат по улици, за да не ја гледаме нашата сиромаштија и да не ја гледаме мизеријата. Не, извинете. Ние интензивно и посветено работиме на намалување на сиромаштијата во државата. Премиерот веќе најави и јас го кажувам дека работиме на минимален адекватен приход, на нов закон за социјална заштита. Што значи тоа? Дека вие му нудите достоинствено ниво на социјална парична помош, тоа е минимум инкам, за да го внесете во системот квалитетно, значи да тој не мора да биде постојано на пазар на сива економија. Сега што ни се случува? Ние им даваме 2500 социјална помош и сметаме дека живеат со тие пари. Тоа е претходната влада, тоа можеше тие да се лажат себе си и да ја лажат јавноста. Ние не се лажеме себе си, затоа тие се на улиците, просат и не може да им замерите, зашто треба од негде да јадат.
Така е, не им давате соодветен надокнада како држава која што се вели социјална, не ги вклучувате подеднакво на пазар на труд, не се грижите оние што собираат отпад и прават нешто добро за нашата држава да ги вклучите. Но ние се тоа го правиме во моментот. Минимален адекватен приход, новиот закон ќе се дискутира во мај, ќе се донесе до крајот на годината и од 1.1.2019 стартува на сила. Во активните мерки за вработување отворивме посебна глава која што се вели зелени работни места, за да можеме сега со локалните самоуправи и со предпријатијата кои што се комунални да овие лица ги вцицаме во системот, затоа што тие онака работат. Кога сте вие формално вработен некаде, ви имате здравствено, социјално осигурување, ви тече стаж, вашите деца можат мирно да одат во училиште или во дневен центар како припрема за во училиште. Така да тоа е еден врзан систем кој што не дава ефект само ако вие ги земете децата и кај ќе ги носите? Во големите гломазни институции, кои што и самите вие медиуми гледате што се случува во големите институции. Тоа не се случува последниве 10 месеци, тоа се случува 20 години во Република Македонија. Но сега си најде мегдан. На крајот, министерке, најлесно е да ја префрламе топката за вината. Предходните оставиле пустош, еве сега гледаме да ја оправиме состојбата. Може вие да си заминете стиката да остане иста? Секако дека може, видете. Сметам дека во Македонија до сега министрите кои што седале во ова министерство ниту ја разбирале социјалната заштита, ниту се труделе да ја унапредат социјалната заштита. Тоа се гледа по законот. Кога во Македонија се смени цел закон и се направи нов систем реформатиран? Не. Постојано се лепеа некакви си мерки за палијатива, за заќуткување на граѓаните, да си предизбори, исплатување на некаква си трансфери, наместо да се види што е идејата на тој што прима социјална помош, да вие го прифатите во даден период и пак да го вратите во нормалните текови, не трансгенерацијски да имаме приматели на социјална помош, а тоа ни се случуваше. Но таква реформа не се прави за 10 месеци. Затоа велам, ние си земавме година и пол за да биде спремен закон кој што на 1.1.2019 стартува на сила и ќе ги гледаме резултатите во наредните 5 години. Зошто? Затоа што секој оној кој што прима социјална парична помош, а не е вработлив во истиот момент, значи нема квалификација која што значи вработливост, 3 години инвестираме со посебен оперативен план за вработување на истото лице, преквалификации, доквалификации, меки вештини и така натаму, за да во последните 2 години инвестираме во директно вработување. И ќе остане и група што не може да биде вработлива. Така, од тие 30.000 кои што ги имаме во моментов. Но тие се 20% да кажеме. Другите сигурно сум ќе ги вратиме на пазар на труд. Но си треба мандат, секоја влада и треба еден мандат за да после тоа граѓаните ја мерат. Не за џаби изборите се предвидени на секои 4 години. Направете што имате да направите за 4 години, да ги видиме ефектите. Првите 2 создавате, поставувате систем и така натаму и 2 години имате доволно време да измерите. Се намалила сиромаштија, се зголемила невработеност. Што се случило во општеството? И тоа е во нормална држава. Во нашата држава со секоја година избори гледате што ни се случуваше и така е распаднат овој систем за кој што никој не се грижал. Господја Царовска, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму со емисијата. За ромите можевме да слушнеме и во прислушуваните разговори. Еве што тогаш говореа високи функционери на владата предводена од Никола Груевски. Заврши шутка и се уживаш. Готово. Ке има. Кој да заврши избори, а? Не, сега доаѓа најтешкото. Мора тие ушутка ненормални се. Пак си скарале циганите, а? Пак. Што да им правиме веќе? Абе, нека кршат глава, само нека гласаат кој што треба. Вие терајте со циганиве. Гледај се, ние ќе најдеме двојца. Значи, ќе тераме со кафето и со циганите денес. Ќе најдеме двајца од Амди, што ќе речат дека СДС ги пратил да разделуваат месо по шутка. Му кажав на Славе, таму кај што мислите дека е тенко, не подпишувајте записници, оставајте простор за приговор. Знаеш, неаме контрола таму, оставите простор, па после за уши циган по циган ќе ги вадиме. Ромите во споредба со другите етнички заедници во Македонија имаат невработеност од над 70%. Најголем дел од нив живеат во импровизирани бараки, во субстандардни услови. Сторија на Сунај Сабриовски.
8 години живот поминат под Кале, во импровизирана куќа шатор. Ова е Ќамуран, собирач на пластика, хартија и железо, но и татко на 3 малолетни деца на возраст од 3 до 6 години. Контејнерот, полн со отпад за едни место за ѓубре, за него можност за заработка. Околу 300 денари заработувал од една вреќа полна пластични шишиња. Вели, откако знае за себе, животот му е натркала. Секој ден истата песна, сиромаштија и беда. Ниту едно утро не е поразлично од претходното. Купи ден помини. Живеам за да преживеам, брат. Значи истото. И искочам по континерите да донесам за моите деца леп. Имам 3 деца. Никаква помош немаме, брат. Тоа истото, искочам секој ден у континери си дојдам. Истото, значи. Немаме никаква помош тука. А нека гледат малку луѓе тука, има и ромите позади. Види како живеаме, види кој живот живеаме. Образование, поим за кој само слушнал, сакал, но немал пари и можности. Улиците биле негово прибежиште од како знае за себе. Како дете раскажува дека сонувал за образование, но собирањето отпад била работа која е работел не за тоа што сакал, туку за тоа што морал да преживее. Ама немавме никакво помош и вака не отидев у школу. Секој се како сака да живи, јас сакам да живеам, ама нема тоа живот, брат. Тоа е ваква судбина имаме ние, брат. Што и да ми понудат да работам, ќе прифатам, само да имам пристојна работа со која ќе можам да овозможам барем минимални услови за децата и сопругата, раскажува Ќамуран. Јас сакам да идам да работам, да не идам у континери. Јас сакам да идам како сите луѓето што работат, јас сакам да работам. Покрај собирањето на отпад, Ќамуран вели често се случува да најде храна која ја носи дома за да го прехрани семејството. Раскажува дека често децата се болни, па поради немање на пари за лекови, не ни помислувал да отиде во здравствен дом да ги лекува. Па леп наоѓаме, некоја храна која обеселе вака убава, за јадење нешто, ќе ја земаме, и шишина, хартија, тоа собираме, брат. Ако има некој лепче вака убав да го земаме, да го донесеме за децава да јадат, добро, ако не, брат, ќе собираме хартија, шишина, само да продајме, да донесеме за нашите деца да јадат. Значи, еве доаѓа да рушат, еве ќе рушат, ќе прават, кај да идеме ние, брат? Кај да идеме? 8 години сме тука. Покрај Ќамуран, на оваа добро позната локација под Кале, која е само на неколку минути оддалечена од центарот на градот, судбината ја делат неколку семејства, каде поголем дел се деца, кои исто така често завршуваат со родителите додека собираат отпад. Велат, не се срамат од тоа што го работат, затоа што го заработувале честно. Собираат отпад, ја чистат животната околина, но сепак се револтирани, поради како што велат, државата ги заборавила. %88% од неформалните собирачи на отпад се роми, 40% од нив се без образование, а 38% со основно образование, покажало истражувањето на компанијата Пакома. На прашањето дали од продадениот отпад може да се живее, 40% изјавиле позитивно, а 55% се изјасниле негативно. Правевме анализи дали може да се заработи доволно и од собирањата, дури и како формален собирач, и анализите покажуваат дека со едно организирано собирање од контејнери или на начин каде што граѓаните претходно го собрале, не да се чепка по комуналниот отпад или да се превртуваат контејнерите, може да се собере количина на материјал, пластика и хартија и лименки, која ќе биде доволна само како материјал, значи како вредност на материјалот сега, тоа е цена на материјалот која нели зависи од берзанските движења, дека може да заработуваат една просечна плата во Македонија легално, како вработени. Значи некаде околу од 18 до 22.000 денари. Тоа секако ќе зависи, ќе биде индивидуално, бидејќи тој што ќе биде поангажиран и повеќе ќе собира, ќе биде стимулирани со повисока плата. Доминантно се роми, ја кажавте и на почеток структурата, генерално необразовани луѓе и токму затоа ние сакаме, бидејќи тие немаат реално многу опции за друга работа, туку да го работат тоа што го работат, ние сакаме веќе кога го работат тоа, да го работат на еден легален начин,
да земаат пристојна плата, да имаат здравствено осигурување, пензиско осигурување, да има возможност образование на своите деца, значи да не одат со нив заедно по контейнерите и така да создаваат следни генерации на неформални собирачи. И целта ни е, како што кажав, тие луѓе да ги ставиме во системот, бидејќи ако не ги ставите во системот, а им забраните на некој начин да тоа го прават или им оневозможите физички тоа да го прават, вие индиректно или директно ги туркате кон барање на други начини за екзистенција, што може да бидат многу покриминални и криминогени од сегашните. Кога би направиле компарација со некој од западноевропските земји, дали кај македонските граѓани расте еколошката свест? Еколошката свест расте кај нашите граѓани. Ние правиме на 2 до 3 години едно истражување кај граѓаните. И интересно е дека 95% од граѓаните, проценти од граѓаните изјавуваат дека сакаат да го селектираат отпадот. Реално мислиме дека тоа е малце не е реална бројка, бидејќи поголем дел од граѓаните одговараат со како би рекол општествено прифатливи, даваат општествено прифатливи одговори, иако реално не го мислат тоа. Но веруваме дека бројката е некаде околу 70% од граѓаните се навистина би селектираат или би селектирале отпад во своите домови доколку им се овозможи тоа да го прават, што значи да имаат или канти за селекција доколку живеат во индивидуални стамбени објекти или контейнери за селекција во близина на нивните згради, домови и така натаму. Во ова издание на емисијата ќе ги слушнете размислувањата и ставовите на Махмуд Садик, еден од продавачите на списанието Лице в лице. Речи си пред еден месец, продавачи на списанието Лице в лице се соочија со непријатности при влез во едно од скопските кафулиња. Како ти оди продажбата? Па добро, супер. Денеска беше сонце, народ, луѓе, многу пријатели. Колку време продаваш? 4 години. Колку месечно заработуваш од продавање на лице во лице? 20-25 илјади толку. Односот кон ромите? Од ромите е тешкиот живот. За парче леп се бориме, да си изгладиме парче леп. Би се случило некој да ве избрка, да ве навреди, да ве дискриминира? Да. И тоа не борка од кафичи, така. Ако достигаме и ние па, така.
продае ли денес некој од писанијата? Да, продадов 10, уште не 12, уште 3 ми останува. Доволно ти е за да извадиш дневница? Да, доволно ми е мене. За мене да, доволно. Ти се случило ли, например, да влезеш да понудиш некој од списанијата и кога ќе те видат да ги тргаат таштите, плашејќи се дека нешто може да им Да, се случи значи тоа. Јас сакам да им препорачувам за луѓето, значи од нас да не се плашат, дека ние не крадеме и си работиме поштено. Каков е односот на граѓаните кон ромите? Па има некои лоши, некои добри, со добро понашање, не дечко фала ти, го купив списаниево, а некој не бе бегај, не знам, не писмен сум. Ти се случило да имаш некаков проблем да те нападне некој, да ти рече ајде бе бегај ти, циган си, ваков си, лажеш, крадеш? Не, до сега не ми се случи, ама да ми кажуваат циган, да, се случи тоа, ама веќе јас 4 години работам и се научив на тоа веќе. Јас за мене гледам за работа, да си задам некој ден и тоа. Ти исполнува ли работата? Да. Кога имав 6 години, учев во дневен центар за деца на улица. Тоа е во Шутел Ризари. На 15 години ја влегов на работа. Велиш дека 4 години продаваш, така? Да. Не ти се досадило? Не. Добро ми оди. Зошто да ми се досади? Секој ден со нови пријатели запознавам. Имам другари. Дали ти се понудило шанса нешто друго да работиш? Па ми се нудил, ама јас одбив. Зашто оваа работа ми одговара највеќе. Во вечерашната емисија мој соговорник е Дехран Муратов, новинар и активист. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Добро вечер и благодарам за поканата. Зошто шутка и Амди Бајрам станаа синоним за изборен подкуп и социјална декаденција? Да е само амдизација, тоа би било супер. Истражувајќи во последните избори колку ромски политички партии има, дознав дека има регистрирано 7 официјални политички партии. За еден од лидерите на тие политички партии не може презимето да му го најдам, ни на Google не го пронаоѓа. А тој има политичка партија. Зошто амдизација? Затоа што синоним станува затоа што многу е полесно да манипулираш со народ кој што е многу посиромашен за разлика од останатите. Многу полесно можеш да ги купиш. До кога ромите ќе бидат мета на политичка манипулација? И до кога партиите лесно ќе може да ги менуваат дресовите? Особено не помина долго време, се сеќаваме кога, например, Амди Бајрам еднашка беше со ВМРО, па со СДСМ, во еден момент го критикуваше Груевски и Мијалков, покажуваше среден прст кон Бранко Црвенковски. Ние го земаме Амди како пример, но не е само Амди, позади него има 7 политички партии, кои што во изминатиот период 6 партии беа официјално партнери на сегашната опозиција. Како што доаѓа времето, гледаме дека тие полека, но забрзано некако се обидуваат да се префрлат на другата политичка страна, што за жал политиката е таква која што многу лесно ги прифаќа. Но на политичките лидери во овој момент, зборам од поголемите политички партии, не им одговара на тоа место, на местото на Амди или на некој тие такви лидери, да дојде некој квалитетен човек. Ние генерално како образовани, поедуцирани роми кои што би требало да бидат лидерите во иднина, да им се отстапи место, а постарите лидери да бидат оние
креатори кои што ќе не насочуваат, но не да не насочуваат како што они до сега правеле 30 години, туку да ни дозволат на нас помладите да си ги избориме, да се избориме за правата како рамноправни граѓани на сите во државата, не да бидеме граѓани од вторет. За некоја работа ако треба некој ром да заврши, треба 2 пати повеќе да се помачи да ја заврши отколку за некој нером. И например си добар супер ром, ти не си од лошите, ти си од добрите, оние добрите дечки, се до моментот дека не направиш некоја грешка. Направиш некоја грешка, веднаш стануваш циган. Тогаш не си од ромите, тогаш си од циганите. Тој грд збор го видовме во изминатиот период со доаѓањето на новата власт како никогаш досега искористен. Тоа што дојде слободата на говорот не значи дека мора да се користи и говор на омраза. Со промената на власта дојде и говорот на омраза, посебно ако веќе збориме за политичките случувања, Амди се тргна од ВМРО. Тоа беше моментот кога тие што го сака Амди, што го славеа во неговите настапи, кој што ги проаеше против Заев, одеднаш сега кога се повлече од ВМРО, имавме таков говор на омраза на социјалните мрежи, кој што никој не ги осуди. Имавме и од оние борците за човекови права, исто така говор на омраза. Никој не ги осуди. Најголемиот дел од магистрирани, дипломирани роми работат во невладини организации или работат државни службеници кои што никогаш не отишле на работа. Токму тој проблем треба да се смени. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, дојдовме и до крајот и на ова издание на Фактор магазин. До видување од мене и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Четврток, 19 часот и 30 минути. Пријатна вечер.